Министерството за правда ја заврши својата работа, скроени се законите од реформската агенда, сега се на потек пратениците. За првата група рокот е до јуни. Министерството за правда прави напори најдоцна до 23 месецов да влезат во собраниска процедура. Се работи за 8 закони, за судски совет, судска и јавно обвинителска служба, изборниот законник, како и законите за плата на судско-обвинителската фела. Министерството за правда ги информира новинарите за сите тековни активности на Министерството, за сите закони кои што досега се во владина процедура, кои што се дел од реформската агенда и за сите оние закони кои што се во тек и кои што се со рок до јуни, но и за оние кои што се со рок до декември. Исто разговаравме и за сите оние закони кои што не се дел од реформската агенда, а се веќе готови или се во финална фаза на подготовка пред објавување на ЕНАР. Министерот за правда Филков појасни дека за 3 закони од реформската агенда е потребно бадентерово мнозинство. Што се однесува за изборниот законник, внесени се препораките од ОДХР за воведување пак само на една изборна единица. Филков очекува да биде изгласана пред локалните избори, но ја чека финалната верзија. Прашањето за бадентер не се однесува само на правда. Јас се надевам дека сите политички партии кои што се активни чинители на општествениот живот во Македонија се свесни дека не смеат да ги кочат законите кои што се носат во интерес на граѓаните. Работната група, односно секторот во рамките на Министерство за правда ги вгради сите препораки на ОДХР кои што и досега беа, но не беа вградени во претходните изборни циклуси. Тоа го имаме пратено до ОДХР на мислење и чекаме одговор од нив. До тука можам да ви кажам дека се надевам дека ќе го фатиме крајниот рок од јуни и ќе видиме што ќе помине на гласање. Додека пак вториот пакет од 5 закони кои што има рок до крајот на годината, текстот за законот за кривична постапка е подготвен од страна на работната група и се изработени кореспондентни табели. Други закони на кои работи Министерството е и законот за судови, кој се носи со 2/3 мнозинство и за кој е формирана работна група која работи на законско решение. Законот за прекршоци како дел од проектот Безбеден град е објавен во ЕНЕР и е во тек согласување на текстот. Законот за пробација е подготвен и во финална фаза пред објава на ЕНЕР, а подготвен и текстот на законот за помилување, информираше министерот Филков. Спроведувањето на реформската агенда од планот за раст треба да резултира со опипливи придобивки за граѓаните, забрзување на интеграцијата на земјата во ЕУ и дополнителни ресурси во буџетот на земјата за поддршка на потребните реформи.